Почитувани граѓани на општина Берово, на денешната пресконференција јавно го прашуваме градоначалникот на општина Берово, господинот Звонко Пекевски. До кога граѓаните на нашата општина ќе ја плаќаат неговата нестручност и непознавање на законските прописи и обврски кои, како градоначалник, ги има? И дали е свесен дека со тоа врши злоупотреба на службената положба и овластување? Почитувани граѓани, станува збор за потпишување и исклучување на купопродажен договор од страна на градоначалникот за продажба на градежно земјиште во Берово, а во собственост на Република Македонија, со површина од 53.513 метри квадратни, со правен субјект од дрвно-преработувачкиот сектор. Истиот правен субјект со потпишувањето на овој договор имал план за вработување на 200 граѓани од нашата општина. Наместо да пристапи кон потврдување, односно солемизација на веќе склучениот договор кај нотар на начин предвиден со закон и покрај тоа што купувачот уредно и навремено ја платил договорената купопродажна цена во износ од 3.745.910 денари, како и данокот на промет на недвижности во износ од 1.283.510 денари на буџетската сметка на општина Берово, градоначалникот Пекевски еднострано и спротивно на закон го раскинува договорот наместо да направи солемизација на истиот пред нотар. Заради незаконското постапување, градоначалнику го натеравте правниот субјект кој уредно го купил земјиштето да поведе судска постапка по која веќе има правосилна судска пресуда, со која пресудени се огромни судски трошоци кои мора да се исплатат од буџетот на општината, всушност од нашите пари. Имено со правосилна извршна пресуда ТС број 12/19 на Основниот суд Кочани и пресуда ТСЖ 97/20 на Апелациониот суд Штип се задолжува општина Берово да му исплати на тужителот за направените трошоци во износ од 221.224 денари или повеќе од околу 3.600 евра. Прашуваме, кој дозволи градоначалникот да работи спротивно на интересите на граѓаните на општината и расфрлање на нашите пари? Дали основното јавно обвинителство во Берово, под опрен глас, ќе поведе постапка за утврдување на евентуално направена злоупотреба од страна на градоначалникот? Што е со неговите ветувања и ветувањата на неговата партија за вработување на младите од општината заради спречување на нивното иселување и кога планира истите да ги реализира? Како и да е, господине градоначалник Пекевски, за половина година мандатот ви истекува. Ветувањата остануваат неисполнети, но не и заборавени. А за штетите кои ги предизвикувате, кога веќе ќе ги нема вашите кацарска судство и рускоско обвинителство, за сите злоупотреби ќе се бара одговорност. 3.600 евра за обичниот граѓанин на општината се многу пари. Тоа е негова плата за една година, па може би и две, за која работи во прва, втора, а неретко и трета смена, за на крај пак понекогаш и така тешко заработените пари да не му бидат исплатени. Па сепак обичните граѓани ги плаќаат даноците и другите давачки кон општината и така се полни општинскиот буџет. Но не за вие да ги расфрлате парите на граѓаните, туку со нив да ги подобрувате условите за живот во нашата општина. Затоа, господине градоначалник, обичниот граѓанин ги заслужува и ги очекува вашите одговори. Ви благодарам.